Hvala na Boga za ovo vreme, braki i sestri, ovo popladne što može da budeme zajedno. Na početak, kad vi spomnom nekoliko imenja, da podsjetam za da nastan, da li ke se setite. Samuilo, Safat, Igal, Faltije, Gadil, Amilo. Da li vi podsjećate ove imenja na nekoj nastan ili ne ni se toliko poznati? Sigurno дека не ни се познати, зашто малку се спомнуваат или воопшто за нив проповедаме, но ќе им додадам уште две имења, Халев и Суснавин. Тоа се оние 12 извидници што Мојсија ги пратил во ветената земја како представник на секое племе по еден човек. И затоа овие имења, овие 10, не ни се толку познати, зашто подолу ќе ги прочитаме. Меѓутоа, еве ќе биде предмет ова попладна, овие минути кои се пред нас за овој настан, за овие луѓе кои пателе од комплекс на скакалци. Таа реченица ја наоѓаме во Библијата, еве може да читаме во 4-та книга Мојсеева 34-33, да ве потсетам кога тоа се случило, подосна ќе ги читаме повеќе стихови, вака вели 13 глава во Броеви или 4-та книга Мојсеева, последниот стих вели: видовме и дивови таму, енаковото потомство од дивови. Ни се чинеше дека сме како скакалци спрема нив. Гледајќи ги овие дивови, како што рекле ги джинови, овие 10 мината кои живееле или биле, како да кажеме, популарни само 40 дена. Подосна умреле од непозната болест. Само овие двајцата што ги спомнав и ги проучувавме неле во текот на ова тромесечие за Халев и Суснавин, биле херои и од самиот текст подосна ќе видиме. Пулката е многу јасна, браќи и сестри, ако гледаме, кога се гледаме мали, и сите настани пречки што ќе бидат пред нас, ќе ни бидат големи. Но ако се гледаме големи, мали ќе бидат пречките што се појуваат во нашиот живот. Ајде да отвориме 13 глава, има повеќе текстови, но ради времето нема да читам, од првиот стих до 17-тиот е овој настан за кој сакам ова попладне да размислуваме. Значи, Мојсеј вели ги повика представниците од сите 12 племиња. И Господ му рече на Мојсеј, првиот стих, 13 глава, 4-та книга Мојсеева: испрати луѓе по еден човек од секое прадедовско племе, за да ја изведат хананската земја. И сега, ако читате, ќе видите од секое племе по еден. Тие се имињата што ги спомнав: Сатур, Навија, Игал, Фалтие и така натаму, и Суснавин и Халев. И еве што вели на крајот тука текстот. Значи, од секое племе по еден човек бил испратен да ја изведат земјата хананска и да донесат извештај. Реков, не ги знаеме многу овие првите 10 имења, бидејќи тоа се луѓе кои биле жртва на комплекс од скакалци, би рекол. Луѓето кои страдаат од ова болест брзо исчезнуваат од сцената. И ќе видиме дека овие луѓе навистина брзо ќе испарат и ќе ги снема. Всушност, тие биле само 6 недели во извидништво и кога се вратиле, еве ќе читаме подолу текстови, предизвикале фактички еден бунт меѓу народот и толку дури старите луѓе плачеле, таму вели ридале, викале и така натаму. А вие да видите стар човек како плаче, тоа е многу непријатно. Многу чудно стари луѓе да плачат. Но, ајде да читаме од 2 стих па до 4 што се случува. Еве го текстот. Значи, од 2 до 4 Господ му рече на Мојсија: испрати од себе луѓе да ја разгледат хананската земја која јас ви ја давам на синовите Израилеви во владение. По еден човек од секое племе. Нивниот престој, браќи и сестри, таму во таа ветена земја бил 40 дена. И откако собрале впечатоци, собрале информации, знаеме каде биле Наан или на престој кај ова жена Рава, значи тие биле таму на, како да кажам,
престојувале тие денови, 40 денови, тие биле непознати за луѓето, не можеле да ги препозна дека се странци. Сепак оделе меѓу народот, се распрашувале која е најслабата точка, колку има војска, колку има храна. Очигледно собрале доволно информации, впечатоци и се вратиле. Со што се вратиле? Со еден голем грозд, пишува таму. Значи, тој гроз бил со неверојатни димензии, за да покаже дека навистина таму е благословено место, како што пишува тече мед и млеко. 26 до 28, и откако ја разгледа земјата, се вратија по 40 дена. И кога пристигна, дојдоа до Мојсија и Арона и кај целото општество на синовите Израелеви во пустињата Фара, во Кадес, таму му донесоа на целиот народ одговор и му ги покажа плодовите на ова земја и му раскажа и рекоа: бевме во земјата во која не испрати, во земјата каде што тече мед и млеко, и еве ги плодовите неизини. Дали навистина течело млеко и мед? Не, тоа се парафразирани зборови со цел да се покаже благосостојба, да се покаже дека таму е благословено, дека таму е убаво место за живење. Замислете говорница, еве како бина направиле, и тука се 12 извидници, и требало секој од нив да каже свој впечаток, што видел и што слушнал. И сега, ако сте таму како неутрален од страна стоите, овде биле пренесени колку извештаи? 2 извештаи. Значи, на оние десетмината, мнозинството би рекол, и вториот извештај од малцинството. И двете групи се сложиле во што? Дека земјата е богата. Никој тоа не го спорувал. Дека земјата е прекрасна, дека плодовите се навистина извонредни. Но според едната група или првата група, значи од мнозинството, тие рекле дека ние не можеме да освоиме, нема шанси. Тие синови, тие луѓе се толку големи, ги нарекле джинови. И може да продолжиме од 28, од 30, од 32, и му раскажа и рекоа: бевме во земјата во која не испрати, во земјата каде што тече мед и млеко. И еве ги плодовите. Тука ги покажале, може би донеле и некои други плодови, освен тој голем гроз, што ние каков печаток го имаме во нашите умови. Еве ги плодовите неизини. Но народот што живее во таа земја е силен. Дали лажеле ове 10 минута? Дали народот бил силен? Биле. Тие не го порекнале они другите 20 дека тие лажат. Градовите се укрепени со големи огради. Таму го видовме и родот Енахов. Амалик живее во јужниот дел на земјата. Значи, амалиците се уште биле тука, неистребени, зашто Божиот народ бил непослушен кон Бога и не ги истребил на време. Им дозволиле да живеат. Тука се хетејците, евејците, јевусејците и аморејците живеат по планината. И сега да не читаме докрај. И на крајот вели: не можеме да одиме против тој народ зашто е посилен од нас. Какво бил овој извештај, браќи и сестри? Оптимистички или песимистички? Овој бил негативен, песимистички извештај. Но сега се појавува на другата група од тие двајца, Исус Навин и Халев. Тие доаѓаат на говорницата и Халев имал друг предлог. 31 стих. Но Халев го успокојуваше народот. Што значи тоа успокојуваше? Го смируваше. Пред Мојсија велејки: да идеме и да ја превземеме, зашто можеме да ја завладееме. И сега, ајде да го малце замислиме, да го карикираме тој настан. Народот почнал да врие, почнал да го унџа, да негодува. Еден дава извештај лош, другите даваат добар извештај. Може да замислиме како изгледало тоа мноштво. И сега Халев, тоа разочарувачко мноштво, сакал да го смири со зборовите, 31 стих. Ајде да одиме, да ја земеме, бидејќи можеме да ја покориме. Но сепак, оние другите 10 почнат да викаат, почнат да зборуваат. А овие, од 32 до 34 читаме, а они што беа оделе, заедно со него рекоа: не можеме да одиме против тој народ, зашто е посилен од нас. И протурија ужасни гласови. Лете тој збор ужасни гласови протуриле. Значи нешто си додале.
протуриле ужасни гласови меѓу синовите Израилеви за земјата што ја беа разгледали и велеа. Земјата што ја изодивме, за да ја разгледаме, е земја која ги голта луѓето. Дали ова го пише у Библијата? Односно, дали навистина виделе таму како земјата ги голта луѓето? Не, тие сакат да со тие описни зборови да покажат дека тие луѓе се толку силни, дека ние немаме шанси да ја освоиме. И сите што ги видовме на неа се многу поголеми, да, биле поголеми. И таму видовме исполнени од родот Енахов. Ние изгледавме пред нив како скаколци. Такви бевме во нивните очи. И замислите сега, мноштво луѓе, стотици, илјадници луѓе биле собрани, почнале да викаат и да плачат. Сите почнале да плачат, вели текстот. Неописиво мноштво. Плачеле. Тоа се создале на таква бучава. Може би немал доволно марамчиња да си ги бришат солзите. Текстот нашиот вели македонски рида. Што значи тој збор рида? Гласно негодувале. Такви гласови се слушале цела ноќ. Тамо вели до утро. Читајте 14 глава понатаму. Тогаш целиот народ, првиот стих, 14:1. Целиот народ почна да вика и да плаче цела ноќ. Халев, Исус Навин, браќа и сестри, двајца побожни луѓе, двајца кои биле со друг дух, се обидувале цела ноќ да го смират мноштвото. И понатаму вели 7-9. Им рекоа на сите собрани синови Израилеви: земјата што ја изодивме за да ја разгледаме е многу, многу добра. Ако Господ ни сака, ќе не воведе, ако Господ не сака, ќе не воведе во неја и ќе ни ја даде таа земја каде што тече мед и млеко, но не отстапувајте од Господа и не плашете се од народот на таа земја. Гледате сега, иста слика виделе, меѓутоа носат сосема други извештаи позитивни. Односно, носат извештаи ако му сме мили на Бога, а Бог им ја ветил, тоа го реквам и денеска, Бог им ја ветил многу одамна. Тие не требале сега да креат планови, да стравот влезе во нивните коски. Понатаму вели, зашто тој ќе биде потпора наша. Тие немаат заштита, а со нас е Господ, не плашете се. Како да го заборавиле Ерихон и ѕидовите кои паднале без испуштено копје или стрела. Покри сето ова, вели текстот, собранието, односно мноштвото народ, биле готови, веќе некои барале камења доле, да ги каменуваат Исус Навин и Халев. И читам од 10 до 11, 14 глава. И целото собрание, кога велам целото, сите присутни луѓе, што правеле? Ајде да ги убиеме со камења. Но сега ова е многу важно да го приметиме. Но славата Господова се јави во облак над скинијата, над сведоштвото пред сите синови Израилеви. Таму имало шатор поставен. Тој шатор бил како канцеларија кај што израелци доаѓале со своите поплаки пред Исус Навин тука да кажат своите проблеми. Одеднаш се појавила скинија, слава Господова, таа шекина што вели во Библијата. И целото собрание рече: ајде да ги убиеме. Но славата се покажала. И сега вака вели: и му рече Господ на Мојсија: до кога ќе ме огорчува овој народ и до кога нема да ми верува и покрај сите знаци што ги направив, што ги извршив јас меѓу него. И сега гледате, таа толпа народ, одеднаш нивните очи биле насочени кон тој шатор. Одеднаш се појавила слава, светлост. И на сите им било јасно дека се јавил Бог, некој се јавил, ги наблюдувал на станите и покажал Бог на чија страна се наоѓа. Сите останале без зборови. Тие десетмина кои страдале од комплекс на скаколци, ги наведнале своите глави и би се рекло, може би се помириле со своите извештаи дека не се точни. И полека се повлекле, вели текстот, ако читате во своите шатори. Здивот на луѓето им запрел. Сите биле очекувани што ќе се случи. И 10 советници, браќи и сестри, или извидници, модерно кажано, паднале како први жртви. Замислите, на лице место 10 страдаат, умираат од срцев удар.
Но Халев и Исус Навин преживеале. Да читаме 35 до 39. Јас, Господ, ви велам, на вистина така и ќе постапам. Со сил овој народ востанат против мене. Во оваа пустиња сите ќе се истребат и ќе изумрат. И оне кои Мојсей ги испрати да ја разгледат земјата, кои по враќањето свое возроптаа, значи пошле да негодуваат пред сил овој народ, ширејки лоши гласови на земјата. Оние што ширеа лоши гласови на земјата, умреа поразени пред Господа. Само Исус Навин, само Исус, синот Навинов, и Халев, синот Јефониев, останаа живи од оние мажи што беа отишле да ја разгледаат земјата. Од кога ги кажа Мојсей тие зборови пред сите синови Израилеви, народот се расплака. Сега плаче од друг повод. Претходно плачеле од страв, од лошите извештаи што ги донесе овие 10, а сега плачат од други пободи. Народот, вели, се расплакаа. Нивните имиња останаа запишани во историјата како храбри луѓе кои веруваат во Бога. Ќе успееме ако го сакаме Бога. Браќи и сестри, ова е само една цртичка од овој настан на луѓе кои навистина донеле такови извештаи, песимистички, не верувајќи во Бога, како да ги заборавиле сите настани доживеани во пустињата. Црвеното море, тоа го знае, иако тие не биле можеби таму, но нивните татковци, нивните дедовци тоа им го раскажувале. Ерихон е се уште свеж, кога пресушил реката, односно кога Ерихон паднали зидовите и реката Јордан пресушила. Но да ве подсетам сега на еден друг настан, на 8 луѓе, кои влегле, вели Библијата, во тој чамец, односно во тој брод. Тоа се синовите, снаите и самиот Ној, неговата сопруга. Гледате, овие двајца, Исус Навин и Халев, биле малцинство. Овие 10 биле множество. Да не се поведуваме по множеството. Не значи дека ако се повеќе луѓе на ова страна, тие се во право. Овие 8 луѓе, наспроти 7-8 милиони, односно милиарди луѓе во времето на предпотопниот свет. Значи останале како столбови, верни на Господа, иако имале силен, би рекол, притисок. А тие останале верни. Да го споменеме Даниело, неговите другари, Седрах, Мисак и Авденаго. И тие останале чврсти. Да се сетиме за еден друг човек во пустињата, кој проповедаше, се облекуваше малку поразличито од останатите. Јован, крстителот. Повремено се спуштал од падините на планината доле меѓу народот, а повеќе време поминувал во пустиња. Таму тој проповедал и на реката Јордан и го крстил самиот Исус. Гласот на овој осамен човек громогласно одекнувал во овој мрачен свет, кој живел пред Христос да се појави на ова земја. Тој е тој пророк кој требало да го измазне патот за Исус да помине безбедно, би рекол. Всушност, овие 10 луѓе страдале, имале комплекс, би рекол, од скакулци. Но овие, што ги спомнав, 8 луѓе, Јован, па и самиот Исус Христос бил осамен, браќа и сестри, таму во Гецеманија. Дури неговите најблиски соработници, оние тројцата што биле постојано со него, и оние останатите 12 ученици го оставиле. Исус бил сам, дури на крстот умрел срамно, без ниту еден грев, оптужен како да е најголем злосторник. Израилците, кога виделе дека Бог не се игра со нив, се враќаме сега повторно на израелскиот народ. Читаме во 14 глава, 22 стих, вели: сите синови Израилеви роптаа против Мојсей и Арона. Сега Бога не го гледат нормално, но тука се неговите представници. Тука е Мојсей и Арон, вели, роптаа, вика против нив. И целиот народ им велеш: о, да бевме умреле во египетската земја. Или да бевме изумреле во оваа пустиња. И сега гледате, не се опаметиле, повторно одат по своите замисли. Наместо се покајат, понатамо вели 39 до 42 стих, откако го ги кажа Мојсей тие зборови пред синовите Израилеви, народот се расплака. Во ред до овде, добро, но што се случи понатамо? И кога стана рано утредента, се искача на врвот на планината, велејќи: ете, ќе отидеме,
но на место за кое Господ рече, бидејќи изгрешивме. Но Мојсей рече, зошто не исполнивте заповедта Господа? Со други зборови, зошто му прекосите на Бога? Зошто одете на тој рид? Одете повторно во војна? Зошто не исполнивте заповедта Божија? Нема да успеете. Глед, Мојсей однапред им кажува дека нема да успеат во своите намери. Не одете горе. Оти Господ не е меѓу вас. И ќе паднете од непријателите ваши. Ова била фатална грешка за израелците, повторно не го послушале Бога и 15 стих, односно 14 глава 45 вака вели: Амаликејците и хананејците што живеја на она планина, а ти отешли барале закачка, ги соприја и ги гонја дури до Ермон и се вратија во логорот. Бог никогаш не им рекол да се борат, браќи и сестри. Кога Бог им ја ветел ветената земја, тие само требале да чекаат. Да чекаат и Бог би им ја дал како на тацна. Но знаете, понекогаш човекот сака сам да покаже нешто. Значи, Ханан била ветена земја. Ја видовме пред некоја сабот овде, картите ги видовме. Значи, Бог чекор по чекор им давал победа. Меѓутоа, колку да се бореме и ние, браќи и сестри, ако Бог не даде зелено светло, ќе доживееме неуспех. Израелците често пати тоа го доживувале. Често пати. Тие изјавиле, ќе одиме, ќе се бориме. И станале како една неорганизирана, голема, несмасна чета или војска. Толку луѓе били убиени, толку млади деца били убиени. Зошто? Затоа што сакале да одат по своите желби, односно по своите планови, а не да го слушат самиот Бог. Но ајде сега да се осврлиме кон нас. Поминали лјадници години. Еве 3 месеци ги учиме овие настани за ветената земја, како израелците ја добиле, и ние како христијани се бориме за еден небесен Ханан. Израелците влегле во таа хананска земја, што читавме во Библијата, но таму имало расправи, имало проблеми, ке има цар, па ке имат проблеми, после ке се карат меѓу себе, ке се поделат израелците на 2 племиња, на северно и на јужно племе, и така ќе бидат скршени, би се рекло. Меѓутоа, ајде денеска да се осврнеме кон нас. Дали ние понекогаш ги гледаме синовите енакови? Синовите енакови, тоа се символ за проблемите, за искушенијата, за маките што ние ги имаме денеска. Дали гледаме джинове околу нас? Знаете, ако прсот го ставиме толку близко до окото, скоро ништо нема да видиме. Ако го ставиме таму далеко, тој прст не се ни приметува. Секој напор што го правиме, самите да се спротивставиме на овие джинови, е залуден, браќи и сестри. Тие се посилни од нас. И тој комплекс на скакалци полека ќе се повлекува или ќе се вовлекува и во нашите животи. Ова приказна што ја читавме во Стариот Завет е приказна за нас. Какви гласови носиме? Да, проблемите се тие, не може да ние да ги карикираме и да ги фарбаме. Но ако е Господ со нас, како што рекле Халев и Исус Навин, Господ ќе ни ја даде таа ветена земја. Еден млад верник добил можност да зборува, бил во фирма, работил во една голема компанија, да зборува за својата вера на своето работно место. Требало да одржи, не да одржи проповед, туку само едно кратко животно сведоштво. Кога влегол во салата, дошле многу работници, многу луѓе, срцето пошло да му трепери, и во неговиот ум се појавиле мисли: ќе ми се смеат сега ако јас кажам за својата вера. Јас не знам доволно. Јас сум премал за ова. Значи, стравот почна да превладува во неговото срце. И тој одбил да зборува. Подосна дознал од другите колеги дека во мноштвото присутни во таа толпа или во салата на тие луѓе, негови колеги, еден негов колега поминувал низ тежок период во својот живот. И секој збор на надеж би му добро дошло. Меѓутоа, тој не искористил таа прилика, бидејќи бил во страв и се плашил да каже, односно да зборува. По извесно време, повторно почувствувал страв во својот живот. Но сега се помолил и рекол: Боже, сега повторно сум повикан да зборувам. Дај ми сила тој страв да исчезне, за да можам да ја споделам мојата вера со моите колеги.
И еве што кажа, Бог не ме повика затоа што сум силен, туку затоа што тој е силен. Иако кога зборувал, гласот му треперел пред неговите колеги, но сепак тој го раскажал своето животно искуство. Зборувал искрено и после неколку денови добил повратна информација да неколку негови колеги биле охрабрени, а еден човек побарал дури и молитва. Гледате, понекогаш стравот, кога треба нешто да кажеме, ги парализира нашите зборови, нашата уста, да го споделиме она што е добро за сите кои ќе не слушаат. Стравот, браќа и сестри, не значи дека Бог не е со нас. Секој се плаши. Тој што ќе каже, ја не се плашам, може би не е баш вистина. Стравот не е доказ дека Бог не е со нас. Тоа значи дека сме на прагот на нешто важно. Кога ќе чекореме со вера во нашиот живот и покрај стравот Бог ја прави нашата слабост средство за неговата сила. Знаете, во последно време, која ќе биде најголемата опасност за Божиот народ? Која ќе биде? Не силата на овој свет, туку начинот како се гледаме ние себе си во тие моменти. Ако само песимистички гледаме, како овие 10 што кажа нема шанси, ние сме како скакалци, ние сме ништо, не можеме. Но 20 рекле, да, точно тие се големи синови накови, но ако му веруваме на Господа, Господ ќе ни ја даде таа земја. Затоа, браќи и сестри, Бог денеска не повикава сите нас да бидеме верни, храбри и да имаме целосна доверба во Бога. Светот навистина изгледа како великани, како джинови. Светот ни врши притисок, посебно оние кои се на работно место, за сабота, петок вечер не можеш да се откажеш. Многу наши верници не може да се вработат затоа што саботата е проблем. И тоа е навистина проблем. Ќе вршат притисок, закани, прогонства и морален хаос. Но, како израелците, прашањето не е колку е голем противникот, туку колку е голем нашиот Бог. Ако се гледаме мали, ако застанеме пред огледалото и се гледаме дека ние сме малички, навистина ќе се повлечеме, но ако се гледаме како Божји деца, ќе стоиме чврсто. И еве уште неколку завршни мисли. Во последно време, најголема битка нема да биде однадвор, иако ќе имаме притисоци однадвор, туку ќе имаме притисок од нашиот ум, од нашето срце. Кој ќе го контролира, би рекол, нашиот поглед? Дали ќе му дадеме на Бог, тој да не контролира, или стравот? Верата ќе не држи цврсти кога околностите ќе изгледаат невозможни. Таа не учи да одиме не според тоа што го гледаме, туку според Божјото ветување. Тоа е вера, според Евреите 11 глава. Второ, храброста ќе биде практичниот израз на верата. Да стоиме за вистината и кога е тешко и кога сме малцинство. Да не се поведуваме за мноштвото. Библијата е полна со извештаи за луѓе, за настани кај што мнозинството грешиле. Замислете, оние кои стоеле пред судницата на Пилат, мноштво луѓе викале растни го. Елена Вајд вели во Копнежу дека имало таму и неколку неутрални евреи. Но кога дошле во тоа множество, и тие немидновно почнат да викаат растни го. Туку имало и луѓе кои биле хранети од Исуса. Туку имало луѓе кои ја слушале Христовата проповед, но под инерција, знаете кога има митинг на площадот. Таму нема кога доаѓа можеби 500.000 луѓе, но има и неутрални. Но едноставно таа маса те повлекува, или на фудбалска утакмица, навивачите, тие што протестираат, викаат, и ти тука си, ако си со нив, едноставно ќе те повлече таа маса. Понатаму и трето, Светиот Дух нека биде сила што ќе не води, која ќе не охрабрува и ќе ни дава зборови, мудрост и сила што самите ја немаме. Значи, 3 работи се. Без вера ќе се повлечеме, без храброст ќе молчеме и без Светиот Дух ќе се подпираме на себе и ќе ослабнеме. Нека овие примери, значи од овие 12 извидници ни помогне да навистина
бидеме со оној друг дух, како што вели Библијата за Халев и за Исус Навин, и навистина Бог им помогне и на Исус Навин, на Халев да влезат во ветената земја. Тие загинале таму, ги оставили своите животи. Но Исус Навин и Халев били таа втора генерација, би рекол, кои влегле во ветената земја и кои доживееле нови благослови, гледајќи го Божиот народ како се шири таму кај што тече мед и млеко. Ние сме овде привремено и ние се надеваме и веруваме дека ќе се најдеме во тој небесен Ханан, кај што не само тече мед и млеко, туку кај што вечно ќе живееме. Нека му и слава на Бога. Амин.